Во денешните регионални вести ќе гледате: го празнуваме денот на востанието на Македонија 11 октомври. Зголемен број пациенти со рак на дојка, потребен сеопфатен скрининг. СВР Тетово започна со имплементација на нов превентивно-едукативен проект Сообраќајна култура и младите во сообраќајот. Денес го празнуваме денот на востанието на Македонија или Ден на народното востание на македонскиот народ, познат или само како 11 октомври. Пригодно одбележување се одржа во Тетово. Националниот празник 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ, утринава и покрај неповолните временски услови. Пригодно беше одбележан во Тетово. Одбележувањето на овој голем државен празник започна со говор посветен на идеалите на македонскиот народ за слободна држава, изразени преку востанието од 11 октомври 1941 година, кога македонците одбра остро да му се спротистават на фашизмот. Чествувањето на празникот во Тетово продолжи со положување свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата од страна на низа делегации и представници на политички партии. Историјата на многу народи и држави бележи светли празници, но и мрачни, се разбира. Денеска, на 11 октомври, го одбележуваме еден од најсветлите датуми во историјата на македонскиот народ. 11 октомври, ден на востанието, кога македонскиот народ со оружје в рака ја започнал својата антифашистичка војна против фашистичкиот окупатор. На 11 октомври 1941 година, во Прилеп, во местноста Црвени стени, партизанскиот одред Гоце Делчев, поделен во 3 групи, ќе ја изврши првата вооружена акција, што представува и почеток на народно-ослободителната борба во Македонија. Веќе наредниот ден во Куманово, Козијачкиот и Карадачкиот партизански одред стапуваат во, би рекол, неравноправна борба против бугарскиот фашистички окупатор. Овие настани го представуваат почетокот на едно од најкрвавите востанија кои ги излекла Македонија во време на Втората светска војна. Војна која ќе трае 4 крвави години, за да на крајот со одлуките на првото заседание на АСНОМ биде крунисана со создавање на македонска држава. Ние денеска како општинска организација на Сојузот на борци, овој светол датум, во вакво, би рекол, октомвриско врнежливо утро, никако не можеме и не смееме да го запоставиме и да не го одбележиме овој значаен датум од нашата светла историја. Споменикот на револуцијата во Тетово веќе известно време е оштетен од предната страна, а организацијата на Сојузот на борци од Тетово упати апел до локалната самоуправа да излезе во пресред за санирање на ова спомено бележје. Општинската организација на Сојузот на борци испрати соопштение до јавноста, се разбира дека не застанавме тука, веќе истиот ден вечерината одржавме и состанок со председателството, го осудивме овој настан, сакаме да потенцираме дека не сме се уште сигурни, бидејќи виновниците и не се откриени од органите за безбедноста, не знаеме дали зад овој вандалски чин, би рекол, оштетување на споменикот на револуцијата во Тетово, стојат поединци, некои групи или не дај Боже да е нешто организирано со некои задни намери, затоа што во вакви турбулентни времења што се случуваат на територија на Македонија, гледаме оштетување на повеќе споменици и бистини целата држава. Се надеваме дека
многу брзо ќе бидат откриени виновниците. Ние како општинска организација, ако не може општината да го среди, да го намести споменикот, тоа ќе го направиме и самите, но ред би било, бидејќи за спомениците грижата е на локалната самоуправа, ете да имаме уште еднаш повик до градските власти да го средат споменикот во најкраток можен рок. Ако не, се разбира дека општинската организација ова ругло нема да го остави, ќе го средимо. Централната манифестација пак по повод одбележувањето на празникот 11 октомври се одржа денеска пред спомен костурницата во Куманово, а дополнително владини делегации положија цвеќе пред спомениците на паднатите борци од Народно-слободителната борба во Скопје и Прилеп. Инокуј годинава во собранието ќе биде доделена државната награда за животно дело 11 октомври. Во анкета ги проверивме тетовчани дали знаат што прославуваме на 11 октомври и дали ги знаат историските факти поврзани со овој датум. Иако поголем дел од граѓаните кои ги прашавме или не знаеа или не сакаа да зборуваат пред камера, ви ги пренесуваме одговорите на лицата кои што ги испрашавме. Што празнуваме на 11 октомври? Нели неработен ден празник? Да, што така се е. празнува? Па се знае што е 11 октомври. Ден на Републиката. Востанието, или? Ето е. Која година се кренало востанието? 903 или 4 тука ми се чини негде. 41 да, се извинувам. Во кои градови? Пукнала првата пушка? Куманово и Прилеп. Каде сме сега после 81 година? Па, одеме кон добро. Али колку ги разберат луѓето, не знаеме тачно. Али треба да се иде кон добро више. Доста сме били на едно ниво, што не е толку важно. 11 октомври почеток на борбата против фашизмот. За 11 октомври еден светол датум за Македонија, кој веќе овие партиски плурализам го подзаборавија мало. Која година се крена востанието? Востанието 41 година, Куманово, после и Прилеп Куманово, не знам баш сигурно, али у двата града. Против кого се бореле? Против фашистите, окупаторот на Македонија, бугарите и германците. Каде сме сега после 81 година? Не знам. Можда некој ќорсокак. 11 денова на револуцијата. Така, која година се крена востанието? 11 октомври 41-42. Против кого се бореле? Против фашистите, против кого? Во кои градови пукнала првата пушка? Прилеп и Куманово. Каде сме сега после 81 година? Назад многу сме. Назад сме многу. Ваljda ден на Републиката е да. Така? Ден на востанието. Или да. Па востанието, тачно. Која година беше? Куманово и Прилеп. Така. Годината. Чекај, годината не би се сетил. Малце паметот ми е на друго место. А против кого се бореле? Против кого? Да и наречем окупатори? Или па нацисти? Тие се. И каде сме сега после 81 година? Нигде никаде. Буквално нигде никаде. Зголемен број на пациентки со рак на дојка. Потребен сеопфатен скрининг, порачуваат докторите во месецот за подигнување на свеста за карциномот на дојката октомври. Во месецот за свесноста за ракот на дојката во амбулантата на Сдруженијето на пензионери во Тетово 3 пати неделно се вршат бесплатни прегледи. Доктор Павле Спасиновски, субспецијалист за гинеколошка и мама радиодиагностика, кој самиот е пензионер, сака да помогне во раното откривање на ова заболување. Тој во изминатите неколку месеци имал 50 на пациентки, кај повеќе од половина бил диагностициран рак. Загрижува и фактот што се менува и старосната граница. Е катастрофална состојбата за оние прегледи што сум ги правил овде. Скоро над 90%
што сум ги прегледувал, сите биле со рак на дојка. Голем број за малигнитет, а и голем број ги има оние што не са пензионери, што прегледувам, во далеку помлада возраст, да спомнам меѓу 30 и 35, до 40 години, и таа возраст е во последно време доста застапена со малигни болести. Редовни самопрегледи на градите и посети кај лекар за рано откривање, затоа што повеќе од 90% од заболените од карцином на дојка може да се излечат ако диагнозата се постави во рана фаза и се лекуваат правилно. Инспекција треба да се види, иако да, ја веќе кажа, например, оние што, пошто е асимптоматска ракот на дојките, при бањање, ја тој го советувам, да се ги пипа дојките, да се ги навикнат самите дојките и после може самите да бидат диагностичари. Значи, прво треба да пипнат како е кожата. Ако е кожата, ние ја викаме како на портокал, кора на портокал, тоа е без разлика дали има симптоми, тоа е алармантен знак. И втор сигурен знак е да се припа грудка, тврда грудка, зашто грудките, да речеме, да не се плашат. Секоја циста се пипа као грудка. И тука е стравата. Цистата и малигномот е огромна. Цистата е подвижна, помека, а малигномот е тврд, без разлика на големината. Доктор Спасеновски вели дека е потребен сеопфатен скрининг за ракот на дојката, но и стручен кадар, затоа што поставувањето диагноза не е лесно. Нема доволно стручни доктори од оваа област, зашто иако многумина мислат дека е лесна диагностиката на дојките, ја тврдам и гарантирам е многу тешка, затоа што меѓу малигното и бенигното многу е мала разликата за да се диференцира кое што е. А немаме доволна организираност, зборувам за Тетово и Гостивар, за превентивни или така наречени скрининг прегледи. Ракот на дојката е најчесто малигно заболување кај жените и најчеста причина за смрт. Секоја 8 жена ќе се соочи со ова заболување во текот на својот живот. Од СВР Тетово информираат дека започна имплементацијата на новиот превентивно-едукативен проект Собраќајна култура и младите во сообраќајот. Со проектот ќе бидат опфатени ученици во 9-то одделение во над 60 основни училишта на Тетовско-гостиварското подрачје. Секторот за внатрешни работи Тетово вчера започна со практична имплементација на новиот превентивно-едукативен проект Собраќајна култура и младите во сообраќајот, чиј носител е Одсекот за превенција. Со проектот ќе бидат опфатени ученици во 9-то одделение во над 60 основни училишта на Тетовско-гостиварското подрачје, а кои следат настава на македонски, албански и турски јазик. Стручно обучени полициски службеници овој и наредните 2 месеци, колку се планира да трае проектот на посебни часови, поблиску ќе ги запознаат највозрастните основци со сообраќајните знаци, како правилно да се движат по патишта и улици на кои нема обликувани тротоари, како безбедно да управуваат електрични тротинети, а ќе бидат информирани и за законските импликации за непостапување според важечките сообраќајни правила и прописи. Покрај ова, на 9 одделенците ќе им бидат презентирани и други информации поврзани со основните сообраќајни поими и начини на однесување како мотоциклисти, пешаци и слично. Целта на проектот е подигнување на нивото на сообраќајната култура кај младите во функција на подобрување на вкупната безбедност на патиштата и улиците во поширокиот Полошки регион. Организацијата Вешта жена годинава слави јубилеј 30 години од основањето. По тој повод, овој викенд ќе се одржи прослава и избор на Вешта жена за 2022 година. Јубилејот 30 години постоење организацијата Вешта жена од Тетово ќе го прослави на 15 октомври сабота, кога ќе биде организиран изборот на Вешта жена и Гран При за 2022 година. Пристигнувањето на надпреварувачките е предвидено за во петок, кога тие ќе прават експонати со сувомесни производи и истите ќе бидат оценети од страна на жири комисија, а ќе изработуваат и декорации и ќе ги подготват надпреварувачките маси, кои исто така ќе бидат оценети од жирито.
Републичката манифестација Избор на вешта жена ќе се одржи во сабота на 15 октомври со почеток во 11 часот во ресторанот Арена во Тетово, кога гостите ќе имаат можност да ги разгледаат масите и да гласаат. Свеченото отворање на манифестацијата е предвидено за 12 часот од страна на тетовскиот градоначалник Билјал Касами, пошто ќе има заедничко дружење на присутните и убава забава. Инаку почетоците на вешта жена датираат од 1992 година. Тогаш во Тетово за прв пат се организираше ваков кулинарски надпревар, кој што потоа најде свој одзив и со временската прогноза ги завршуваме вестите. Пријатно!